Цивил медија. Кадино, кажи ни за почеток, имаш ти еден прекар Бесниот витез. Од каде дојде тој прекар? Па вака, значи сестра ми иначе дојде со идеја, пошто нели сите диџеи обично и рапери имаат свои прекари, еве на пример, ако Елди Пистолеро му е, ако Владимир Пешков му е името, а Пистолеро му е надимакот, така да сестра ми дојде идеја да се за надимакот вика ајде, Бесниот витез да се викам и така, го користувам тоа име. Кажи ми, од каде се роди љубовта да бидеш ти диџеј? Па, идејата за да бидам диџеј се роди уште од многу мали нозе. Баба ми, покојната баба моја, имаше грамафон, имаше и плочи. И стално правев, скречував на плочи само цика. И после од тогаш, еве, до денес ми се роди за таа идеја да бидам диџеј, односно диџеј музичар, што се вика. Која музика највеќе ти лежи? Која музика? Па најмногу ми лежи фанк, еве ќе кажам хип-хоп, рап, соул, джез, блюз, рок, панк, се тоа што е добро иначе. Често имаш настапи на различни места низ градот. Кажи ми, каква е публиката во Скопје? Па, мислам дека публиката ужива во моите настапи, што е стварно добро. Доволен доказ за тоа е токму тука настапите што ги правам во Бифет Афталиче. Дефинитивно публиката ужива. Дури ми барат и некои песни да им пуштам, што е стварно добра работа, дефинитивно. Каква е ситуацијата во државава со музиката, со целата таа индустрија? Имаат ли доволно простор музичарите или уметниците, диџеите да се изразуваат? Па, последниве неколку години на телевизија, како што приметувам, никој од нашите хип-хоп артисти не се појавуваат на телевизија, затоа што во последно време цензурата владее во телевизиите и особено во радиостаниците. И мислам дека тоа треба малку телевизиите да го надминат тоа, затоа што единствен начин артистите да се докажат е токму преку телевизиите и радиостаниците кај нас, ама за жал цензурата владее дефинитивно владее. За жал. Што те инспирира тебе најмногу како уметник, еве? Што ме инспирира? Па најмногу ме инспирира другарите, концертите, еве ќе кажам пријателите што се околу мене, што ме обкружуваат, и нормално мојата емисија Хип-хоп манија на Радио МОВ. Убаво што спомна дека имаш своја емисија Хип-хоп манија. Кажи ми, како започна сето тоа? Па, идејата за Хип-хоп манија почна негде далечната 2016 година. Имаше конкурс на Радио МОВ и после нормално се пријавив на тој конкурс и да кажам после откако се пријавив на самото интервју бев туку онака возбуден, радосен дека ќе почнам да водам своја емисија, а иначе порано имаше една емисија исто така на МОВ водеше кој што ја водеше еден мој добар другар од Затагот, Дарко Димитриевски, односно познат како Даре ДТ, и ми текна, викам, ајде да се ја пробам стреката да видам како ќе иде, и можам да се пофалам за вие 4 сезони колку што ги имам сега, а сега е моментално иде 5-та сезона, можам да се пофалам дека стварно Хип-хоп манија е една од, ајде да кажеме, брендовите на Радио МОВ, кој што ја негува, ја заштитува хип-хоп културата во нашата земја. Кои музичари се твоите најголеми инспирации? Па, ако ми кажуваш за диџејство, еве ќе спомнам Готесав, Чваре, Страйк, Диже Славе, Митко Пикисипи од Сав, еве од рап артистите ќе спомнам нели Лигијата, Затагот, Авторизација, Дивизија, Сам од Тетово, Конкурен Лајан нормално, и ред други артисти, еве ќе кажам и Тони Зен, да не биде само дека мојве ги спомнувам. Кои се твоите планови за во иднина? Што би сакал понатаму каде се гледаш себе си? Па во иднина
би се гледал на ова поле, диджејство и будителство, а планови за во иднина, значи планирам, значи еве ќе кажам дека во јануари месец, значи со Скопски грув ќе правиме журка во Бадубар обавезно. Исто така наскоро планирам во иднина во соработка со Funky Fresh, значи со Гоце и со Чваре еден заеднички настап, а веќе од следната година секој месец ќе ми има како диџеј на емисија во телевизијата, има во емисијата 90 минути. Ти ќе пушташ на 10 декември меѓународниот ден на човековите права музика. Кажи ми, каква е според тебе ситуацијата со човековите права и каква порака имаш за човековите права во нашето општество? Па, мислам дека човековите права се почитуваат, што е добро, и мислам дека мојата порака би било дека треба сите ние заедно да се почитуваме, без разлика од кој етничка, без разлика дали сме муслимани, христијани, без разлика што сме, треба да се почитуваме еден меѓу друг, меѓу семно. Цивил медија.